Одбројувањето влегува во завршна фаза. Граѓаните се подготвуваат за најлудата ноќ. Утре ја испраќаме 2025 година и ја дочекуваме 2026. Плоштад Македонија ќе биде срцето на новогодишната прослава. Место каде се очекува голем број на скопјани со греено вино да ја дочекаат новата година. Екипата на Сител утрово направи обиколка низ Скопје. Ги прашавме граѓаните какви им се плановите. Најголемиот број од анкетираните ни одговорија дека утре вечер ќе останат во кругот на семејството во домашна атмосфера, но граѓаните се пожалија. Цените во маркетите се високи, а платите исти. А дека славите нова година? Во домашна атмосфера дома. Со најблиските? Со најблиските, со семејството. Па, према условите дома. Are you celebrating the New Year's Eve here? Yeah. What are your plans for tomorrow's evening? I think we will stay here in the main place, yes. Какви се цените во маркетите? Па покачени се, да, покачени се. Ама сепак ќе се снабдиме. Недопирливе. Ова е нешто невидено. До сега вако поскапување немало. Минимални се пензите, малку се, не стасуваат, трошкови се големи. Нова година, но сепак стари и скромни жилби на граѓаните. Моите новогодишни жилби прво да сме здрави и живи. Да имаме слобода, убава да се сакаме, да се почитуваме, тоа е најбитно. Што сакаш ти од Дедо Мраз оваа година? Бајбук, една книга. На плоштад Македонија веќе се прават последните подготовки за најлудата ноќ. Полека се мести бината на која што утре ќе настапат најголемите македонски музички звезди. Централната прослава стартува во 20 часот со Миле Кузмановски. На сцената ќе настапат и Огњан Здравковски, Дина Јашари, Кукулеле, Паја Килара. Посетителите на плоштад Македонија ќе ги забавуваат и звездите Тамара Тодевски и Каролина Гочева. Два бона заедно со публиката ќе ги одбројуваат последните секунди од 2025 година. Во меѓувреме институциите се со полни рад за работа, инспекторите се на терен. Дежурните екипи на итната медицинска помош ќе бидат постојано достапни за граѓаните. Од Министерството за внатрешни работи со апел до граѓаните: не пукајте петарди, не возете пијани и да не се претерува со алкохолот. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните за време на новогодишните празници, како и за време на новогодишната ноќ, максимално да се воздржат од употребата на пиротехнички средства. Петардите не се играчка, нивното користење е строго забрането, а празничното пукање со петарди може да биде исклучително опасно по животот и здравието. Оваа година нема да има организирано огномет од град Скопје. Габриела Лескова, Сител телевизија.